Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денес имаме измени на предлог на закон за здравствена заштита, односно во член 161, по точката на крајот од реченицата се додава нова реченица која гласи: работодавниот орган мора да го избере најдобриот кандидат согласно редоследот на ранг листата. Прво сакам да кажам дека ние го поддржуваме овој предлог на закон, меѓутоа кај мене постојат одредени дилеми во однос на измените. Имено, во текстот на одредбите на Законот за здравствена заштита кои се дополнуваат, во член 161 став 1 стои вака: работодавниот орган на здравствената установа врз основа на ранг листа предложена од комисијата за селекција со најмалку 3 кандидати, доколку има повеќе од тројца кандидати кои ги исполнуваат условите, спроведува интервју и донесува одлука за избор на кандидат. Сега тука ме интересира, менаџерскиот тим врз основа на кои критериуми ќе го врши изборот на кандидатите кои што се предложени, најмалку тројца, што ако бидат 6 души, врз основа дали тоа ќе биде со бодирање како што се применуваше досега, затоа што знаеме дека во изминатиот период во многу болници си правеа некоја приоритетна листа, некои измени во законот, си ги бодира оние кандидати кои што сакаат тие да бидат примени, па тие да речеме кандидат со просек 6 врз основа ќе добиеше оценка 40 од менаџерскиот тим, автоматски излегуваше прв на ранг листа и тој беше примен, меѓутоа се тоа падна, колку што знам јас, на Уставен суд како незаконски. Што ми е суштината? Изборот на првиот кандидат ќе биде стрикно на првиот кандидат, па останатите кандидати ќе ги рангира и ќе ги селектира менаџерскиот тим, врз кои критериуми ќе го направи тоа, и што да речеме ако се случи вториот кандидат да има повисок просек од првиот, меѓутоа, како што знаеме досега, како што се случувало, си ги нашол тестовите, си го решил тестот со максимум 60 бода и автоматски излегува да биде тој примен, а вториот кандидат со повисок просек, затоа што тука зборуваме за стручност и компетентност и избор на такви кандидати, вториот кандидат нема да биде избран, туку ќе биде избран, да речеме, шестиот кандидат по избор на менаџерскиот тим. Дали и понатаму нема да има селективна примена на законот кој што ќе се базира врз основа на стручност и компетентност на кандидатите. Тоа е мојата дилема околу овој закон. Благодарам.